Почитувани, добар ден од војниот стадион во градскиот парк, каде што треба се одржи централната свеченост по повод денот на армијата. Македонската армија го прославува својот 28 роден ден. Годинава свеченоста на денот од формирањето на оружените сили за прв пат се случува кога земјава и членка на НАТО. На свеченоста ќе говорат председателот и врховен командант на армијата Стево Пендаровски, министерката за одбрана Радмила Шекеринска и началникот на генералштабот генерал подполковник Васко Ѓурчиновски. Председателот и врховен командант со орден за воени заслуги ќе ги одликува баталјонот за воено-медицинска поддршка, третиот пешадиски баталјон од првата пешадиска бригада и канцеларијата за соработка во одбраната на Соединетите американски држави. Годинава свеченоста се разбира поради ситуацијата со коронавирусот, се одржува според посебни протоколи и мерки на заштита, ограничен е бројот на учесниците со обезбедено растојание и заштита. Да напоменам дека истовремено со почетокот на свеченоста од касарната Илинден ќе се изведе и почесна артилериска стрелба со 5 плотони. Процесот на создавање на македонската армија е според традициите на Разловечкото, Кресненското и Линденското востание, започнат со формирање на баталјонот Мирчацев, првата регуларна воена единица. 28 години на пожртвуваност, стремеж, желби, знаење, умешност и храброст. Години на упорна работа исполнета со многу предизвици. Армијата е чувар на територијалниот интегритет и на независноста на земјата. Ја штити сувереноста, безбедноста и унитарноста на државата. Армијата многу пати им помагаше на своите граѓани во справување со природните непогоди, а континуирано учествува и во мировните мисии. Заложбите, впрочем, и на надлежните во одбраната, но как и од председателот се разбира како врховен командант, е постојано да се унапредува борбената готовост на армијата. Се разбира, имаме армија која е од пред неколку години целосно професионализирана и со исполнети НАТО стандарди. Во континуитет, напоменав, учествуваме и во мировните мисии, така и ќе биде и во наредниот период, со најави дека и може би да се прошири учеството во мировните операции, се разбира и покрај мисии предводени од НАТО и од Европската Унија, се разбира и под мисии што се на Обединетите нации. Во моментов Македонија своји сили има во мисијата ИСАФ во Авганистан, во Алтеа во Босна и Херцеговина, како и во мисијата УНИФИЛ во Јужен Либан. Нова свеченост се разбира покрај што напоменав, покрај председателот на државата Пендаровски, министерката за одбрана и началникот на генералштабот, ќе присуствува и председателот на владата Оливер Спасовски, како и бројни гости, представници од дипломатскиот кор акредитирани во Македонија. Она што треба да се напомене е дека армијата на Република Македонија во континуитет продолжува со системот на опремување и модернизирање, иако во голем дел од буџетските средства кои оваа година, многу пати е тоа споменувано, дека е зголемен за одреден процент, се наговестува дека поголем дел од средствата ќе бидат потрошени и за опремување и модернизирање, бидејќи Македонија, како што е познато, од пред неколку месеци е членка на Северноатлантската алијанса, па оттаму и можеби него секако е потребно одредено преструктурирање и опремување според тие стандарди. Интенција е на Министерството за одбрана до 2024 година тој процент на опремување да биде 2%. Председателот на Република Северна Македонија и врховен командант на вооружените сили, неговата екселенција, господин Стево Пендаровски. Следува рапорт од началникот на генералштаб и од командирот на почесната единица, проследени со почесна артилериска стрелба од касарната Илинден.
Господине председател, почесната единица е построена во ваша чест. Рапортира капетан Стефан Димитровски. Войници и старешини, здраво! Здраво! Почитувани, добродојавте на централната свеченост по повод 18 август, денот на армијата на Република Северна Македонија. Ве повикувам да ги поздравиме химната на Република Северна Македонија, химната на НАТО и химната на армијата.
Почитувани гости, ми представува особена чест и задоволство во име на припадниците на армијата на Република Северна Македонија да ги поздравиме. Председателот на Република Северна Македонија и врховен командант на вооружените сили господин Стео Пендаровски. Председателот на владата на Република Северна Македонија господин Оливер Спасовски. Заменичката на председателот на владата на Република Северна Македонија и министерка за одбрана госпоѓа Радмила Шекеринска-Јанковска. Началникот на генералштабот на армијата генерал подполковник Васко Гирчиновски. Генералите на армијата, представниците на дипломатскиот и воено-дипломатскиот кор во Република Северна Македонија, представниците на медиумите и останатите гости на денешната свеченост. Почитувани, армијата на Република Северна Македонија гордо и со особено достоинство го празнува својот 28-ми роден ден, сега веќе со остварена стратешка цел полноправно членство во НАТО. Достигнување кој е резултат на децениските стремежи на нашите великани, патриоти и борци од нашата подалечна и поблиска историја, кои со своите дела и заложби го возможи овој свечен ден. Армијата со својот несебичен и професионален ангажман, со вткаена љубов и лојалност кон својата татковина е и ќе продолжи да биде гарант во извршувањето на уставната задача како заштитник на територијалниот интегритет и суверенитет на нашата држава. Нека ни е честит и среќен роденденот армијо наша. Ве повикувам со едноминутно молчење да им одадеме почит на загинатите и починатите борци за слободата на државата, на загинатите и починати припадници на армијата и на сите жртви од COVID-19 во земјата и во светот. Нека им е вечна слава. По повод денот на армијата добиени се бројни телеграми со честитки од повеќе институции, организации, странски вооружени сили и пријатели на армијата на Република Северна Македонија. На сите им се заблагодаруваме за убавите зборови. Го поканувам началникот на генералштабот на армијата на Република Северна Македонија, генерал подполковник Васко Гирчиновски, да земе збор. Председател и врховен командант на вооружените сили на Република Северна Македонија, почитуван председател на владата, почитувана министерка за одбрана, почитувани амбасадори, генерали, представници на војно-дипломатскиот кор, драги гости, дами и господа. Чест и задоволство е да ви изразам благодарност за вашето присуство на денешната свеченост по повод Денот на армијата на Република Северна Македонија. Денес го одбележуваме 28-миот роден ден на армијата, но и прва година како полноправна членка на НАТО, за што сме особено горди. Ја користам оваа прилика од името на сите припадници на армијата и од своје лично име да им се заблагодарам и изразам признание на сите поранешни и активни војни и цивилни лица од армијата и Министерството за одбрана, кои со напорна работа придонесела во градењето, развој и интеграцијата на армијата во НАТО во изминатите 28 години. Секоја генерација даде свој придонес и остави белег во развојот армијата. Да бидеме горди на достигнувањата, затоа што сите заедно успеавме и покрај сите предизвици во минатото, да станеме дел од најмокната воена алијанса во историјата на човештвото. Тоа е огромен успех на сите поранешни и сегашни припадници на армијата. Сите ние кои бевме вклучени во градењето и развојот на армијата од самото осамостојување до денес
Имаме одговорност и патриотска должност со нашето лидерство, знаење и искуство да ги воспоставиме процесите за целосна интеграција на нашата армија како полноправна членка во НАТО. Членството во НАТО е привилегија и бенефит на демократските општества, но кредибилна и почитувана членка ќе бидеме само со почитување на демократските вредности, лојалност кон сојузништвото, солидарност и спроведување на националните обврски. Почитувани сојузници и партнери, денес на овој свечен собир, од името на припадниците на армијата на Република Северна Македонија, би сакал да искажам благодарност за дадената огромна поддршка и помош, особено во образованието и обуката на персоналот и опремување на армијата, на нашите стратешки сојузници, Соединетите Американски држави, Турција, Италија, Германија, Хрватска, Словенија, како и останатите сојузници и партнерски земји за помошта во рамки на можностите. Ви изразувам длабока почит за се што направивте за нашата армија во изминатите 28 години и продолжувате да го правите и денес. Почитувани гости, армијата од самото формирање до денес посветено работи и предонесува во интерес на одржување на добрите меѓусоседски односи и градење на доверба во регионален и добрососедски контекст. Република Северна Македонија, почнувајќи од овој месец, ќе биде домакин на седиштето на командата на Сибрик, што за нас представува голема чест и привилегија. Имајќи во предвид дека оваа иницијатива за формирање на мултинационални мировни сили на југоисточна Европа, од која произлегува Сибрик, е формирана кај нас во Скопје во далечната 1998 година. На командантите на Сибрик и на штабот им посакувам топло добре дојде. Да бидеме домакини уште еднаш потврдува дека како држава и армија предонесуваме кон градењето и одржувањето на добри меѓусоседски односи, регионална безбедност и стабилност и предонесуваме кон мирот и безбедноста во светот. Почитувани војници, старешини и цивилни лица во армијата. На овој ден, пред 2 години, во својот говор како нов начелник на генералштабот, армијата дадо сериозно ветување дека пожртвувано и напорно ќе работам за подобрување на животниот стандард и на условите за живот и работа на сите припадници на армијата, како и одржување на борбената готовност. Денес, со гордост можам да кажам дека многу постигнавме, но имаме уште многу да направиме. Ги обезбедивме необходните достоинствени работни услови за сите вас, за вие да можете уште пофокусирано да работите во остварување на нашите зададени цели, кои секогаш се во служба на граѓаните. Единствени сме со најголема доверба и поддршка кај граѓаните во нашата држава во континуитет, за што сум особено горд на сите вас. Довербата и поддршката за нас представува признание и препознатливост на граѓаните за нашата посветеност и професионализам, базирана на морал и етика во нашата работа, но и обврска да продолжиме по вистинскиот пат. Почитувани припадници на армијата, се соочуваме со невидлив непријател и целосно се ангажираме во поддршка на националниот безбедносни систем во борба со пандемијата. Армијата секогаш и секаде ќе се ангажира доколку за тоа има потреба. Впрочем, основна задача на армијата е гарантирање на мирот, безбедноста и здравјето на граѓаните и поддршка на институциите во земјата. Не знаеме колку ќе трае оваа криза, да се надеваме што побрзо да заврши. Ќе продолжиме да се справуваме со пандемијата и со сите предизвици каде вооружените сили можат да помогнат. Република Северна Македонија е демократска земја, со јасни и прецизни функционални овластувања и надлежности во одбранбениот сектор. Имаме поддршка од граѓаните и државното раководство. Силата ја црпиме од професионалноста, посветеноста во работата, искуството и знаењето. Затоа, сакам да порачам до сите граѓани без оглед на национална и религиска припадност, но и било какви идеолошки убедувања. Армијата е на сите вас. Во неа имате вистински пријател и искрен сојузник, кој никогаш нема да ви изневери. Почитувани гости, време траењето на оваа криза најверојатно ќе влијае на започнатите проекти и планови. Како припадници на армијата имаме разбирање за економските ефекти и последици од пандемијата, кои следствено би се рефлектирале на можниот развој и модернизација на армијата. Верувам и посакувам да се обезбедат стабилни ресурси и фондови, да продолжиме според планираното, без значајни промени и ревизии на проектите и плановите. Во периодот кој предстои, како начелник на генералштабот,
приоритетите ќе ги насочам на безбедноста, здравјето и благосостојбата на сите вас, но и нашите граѓани, но и на поддршка на националниот безбедносен и здравствен систем во справување со пандемијата. Трансформација на армијата согласно новата формацијска структура по принципот вистински луѓе на вистински места. Завршување на процесот на целосна интеграција во НАТО, опремување и модернизација, како и доследно спроведување на националните обврски како полноправна членка на НАТО алијансата. Почитувани, на крај ќе завршам со еден цитат од еден наш голем пријател кој вложи многу и во развојот на нашата армија. Поранешниот начелник на Генералштабот на вооружените сили на Соединетите Американски држави и државен секретар генералот Колин Пауел кој вели: "Нема тајни во успехот. Успехот е резултат на темелна подготовка, напорна работа и учење од сопствените грешки и падови. Продолжуваме мотивирани, проактивни и креативни во остварување на нашите цели. Да живее армијата на Република Северна Македонија." Ви благодарам. Ја поканувам Министерката за одбрана на Република Северна Македонија, госпоѓа Радмила Шекеринска-Јанковска, да земе збор. Почитуван председателе, почитуван председател на владата, почитувани офицери и војници, припадници на армијата на Република Северна Македонија, почитувани екселенции, драги пријатели. Ми причинува неизмерно задоволство што денеска стојам пред вас, пред армија на земја членка на НАТО алијансата. Армија која даде огромен придонес во постигнувањето на таа цел. Армија која сите нас не направи горди. Армија која го прави горд својот народ и ја ужива неговата највисока доверба. Долг пат поминавме и од местото каде што почнавме пред 3 години, но и само во последната година. Што би се рекло, цел живот за една година. Го поместивме зидот кој долги години ни стоеше на влезот во НАТО. 30 години надеж и исчекување ги претворивме во резултат. Станавме 30-та членка на алијансата и дел од најмоćниот воено-политички сојуз. Се обкруживме со сојузници кои што ги споделуваат нашите вредности, нашите надежи и нашите аспирации. Нашето знаме гордо беше подигнато и се развиори пред седиштето на НАТО во Брисел, пред сојузничката команда за операции во Монс, пред сојузничката команда во Норфлок, како и во сите останати команди на НАТО алијансата. Но најважно од се, заедно со подигањето на нашето знаме, се подигна и нашата гордост и главата на сите наши граѓани, дека за прв пат во историјата на нашата татковина успеавме да забележиме успех која помести нашата држава напред и ги отвори перспективите. Од зборови и надежи направивме резултат. Од прослави на кои што НАТО знамето беше пример и символ на нашите желби, дојдовме во ситуација да го прославуваме Денот на армијата и знамето на НАТО да биде дел и символ на нашата припадност, но и на нашиот успех. Тоа не беше ниту едноставно, ниту лесно. Како човек и граѓанин ме порази тоа што го видов и во Министерството за одбрана и во многу други важни ресори за НАТО алијансата за прв пат кога бев избрана. Буџет под секое ниво, дотраена опрема, немотивирачка атмосфера, ниски и немотивирачки плати, одземени дневници, нерамноправен третман, лоши услови за пензионирање. Ме порази и тоа што најдов на многу генерали после битка, дури и кај оние кои немаат чинови на своите еполети. Се сеќавам дека се сретнав со еден висок воен старешина во 2017
и ми рече, толку ни се можностите, господјо министар, и како министар немојте да очекувате ништо повеќе. Толку државата може да издвојува за нас. Не го прифатив и денеска со мене се многу луѓе кои што не го прифатија тоа како статус кво на кое треба да бидеме осудени. Како министарка, моја должност беше да ги променам состојбите со кои лично и професионално и политички не се согласував. Пред себе видов неколку скалила кои требаше да ги искачиме пред да ја отклучиме вратата во НАТО. И почнавме буквално скала по скала. Првото скалило беше зголемениот буџет на армијата. Веќе 2 пати. Второто скалило беше стратешкиот одбранбен преглед. Третото беа платите во армијата, кои во некои делови се дури и двојно зголемени. Четвртото скалило беше новата лична опрема. Петото беа новите инженериски машини. Следното скалило беше договорот што го подпишавме со Соединетите Американски држава за набавка на нови оклопни возила. Потоа реновирањето на касарните. Само во моментот 5 објекти се реновираат. Осмото скалило беше носењето на нов закон за одбрана и закон за служба. Закони кои нема да ги дискриминираат, туку ќе ги поддржат припадниците на армијата. Деветото скалило беше формирањето на лесната пешадиска борбена група која деклариравме како единица за НАТО. И качувајќи ги тие скалила, успеавме да се искачиме до нашата цел членство во НАТО. Ви препорачувам да бидете горди, сите припадници на армијата, и поранешни и сегашни, затоа што во опишувањето на влезницата за НАТО, вие имавте клучна, огромна улога. Дозволете ми да се заблагодарам на сите денес присутни, на сите припадници сегашни, но и на поранешните припадници на нашата армија. Почитувани пријатели, почитувани колеги и гости, нашите интереси се нашите вредности. Тие ни се заеднички. Демократија, индивидуални слободи, владење на правото. Членството во НАТО не исправа пред нова одговорност, не само во земјава, туку и во светот. Одговорност да бидеме таму каде што треба, рамо до рамо со нашите сојузници. Да ги исполнуваме целите на НАТО за мир, демократија и соработка. Да помагаме на послабите, да учиме од помоćните и поразвиените. По учеството во мисијата одлучна поддршка во Авганистан, која веќе се намалува и по обем и по бројност, се враќаме и во нашиот регион и се подготвуваме нашиот придонес да го насочиме и кон регионалната безбедност и стабилност, преку учество во мисијата КФОР на Косово. Нашата должност ја покажуваме и кон втората цел, членството во Европската Унија, со нашата прва иницијатива за учество во втора ЕУ мисија, мисијата во Централно-Африканската република. Продолжуваме да бидеме присутни и во Босна, и во Либан. За 10 дена го почнуваме мандатот на земја домаќин на бригадата на Југоисточна Европа, една од највидливите регионални иницијативи. Следните 6 години Куманово ќе биде центарот на Сибрик. 30 офицери од земјите членки на Сибрик, заедно со нивните семејства, ќе престојуваат во нашата земја и директно ќе можеме да разменуваме знаење и искуства. Ова е нова шанса што треба да ја искористиме на себе и на сите во регионот и пошироко, да покажеме дека сме партнер во кој може да се има целосна доверба и со кој може блиску да се соработува на планот на одбраната. Ковид кризата покажа зошто ни се потребни пријатели на меѓународната сцена. Зошто е важно членството во НАТО? Зошто се потребни вложувања и понатаму во нашата армија? Софтверот за одговор на катастрофи, што ни го обезбеди Алијансата, ни овозможи подобро да ги распоредиме своите сили во битката со пандемијата. Нашите сојузници, членки на НАТО, први ни притекнаа на помош. Имавме теренска болница, која што ја поставивме за нецели 2 дена, и заради тоа што ја имавме сојузничката поддршка, но и заради тоа што имавме инженериски машини, кои можеа тоа како проект да го помогнат. Често ја цитираме тезата дека ако сакаш да стигнеш некаде бргу, тргни сам. Но ако сакаш да стигнеш далеку, тргни во друштво, тргни и чекори заедно. Ние избравме пред речиси 30 години да чекориме заедно. И ние веќе не чекориме сами. Затоа стигнавме далеку и затоа стигнавме до целта. После 30 години
Стигнавме до целта и затоа што со пријатели се е полесно и поефикасно. Затоа денеска му честитам и на председателот за орденот за високи заслуги, кој што ќе го додели на Канцеларијата за соработка во одбраната на Соединетите Американски држави. Цели 26 години трае соработката со САД на планот на одбраната. Едукација, обука, опремување, развивање на способностите, подобрување на операбилноста со американските, а преку нив и со НАТО трупите. Партнерство, вежби и заеднички активности. Поминавме долг пат и навистина ми е задоволство што можам да ја изразам и мојата лична благодарност за сето тоа. Но ковид кризата покажа и колкава е блискоста помеѓу нашите војници, нашата армија и граѓаните. Бевме секаде каде што имаше потреба од армијата. Во загрозените подрачја, пред карантините, вршевме транспорт, го чувавме редот, ја обезбедувавме границата и помагавме на полицијата, дојдовме во подкрепа и на здравствените работници. И затоа добивме награда за оваа посветеност кон својот народ. Истражувањата на јавно мислење покажаа дека армијата ужива најголема доверба кај граѓаните. Истражувањата покажаа и дека Министерството за одбрана 3 години поред расте во поглед на транспарентноста во работењето, за да последните анкети покажат дека најпосле Министерството за одбрана, обично министерство кое не се во други земји квалификува како најтранспарентно, успеа да стане најтранспарентната институција во цела држава. Да си честитаме за овие достигнувања и да кажеме дека тие се резултат на многу искрени и многу честни напори на илјадници луѓе. И затоа ми е задоволство што денеска и во моје име ќе можам да им честитам и на 3-тиот пешадиски батальон од 1-та пешадиска бригада и од командата за операции, но и на батальонот за воено-медицинска поддршка. Беа тука кога беше најпотребно. И се уште се тука и се уште на нив сметаме. Да бидеш министер за одбрана е сизифовска работа. Во моментот кога ќе решиш 10 проблеми, на маса пристигаат 110. И се утешив сега и го чув и началникот на генералштабот, цитираше мудри зборови на нашиот пријател и поранешен важен чинител во американската одбрана Колин Пауел. Јас ќе ви ги кажам зборовите кои ги има одамна кажано, а кои ме утешија кога видов дека после 10 решени проблеми 110 се на масата. Тој вака има кажано: лидерството е решавање на проблеми. Дента кога војниците ќе престанат да ви доаѓаат на маса или на врата со нови проблеми, е денот кога сте престанале да ги водите. Тие или ја изгубиле довербата дека можете да им помогнете, или заклучиле дека не ви е гајле. Што и да е, веќе не сте нивен лидер. И тоа е лекција за сите нас присутни. Да знаеме дека нашата задача ќе биде да решаваме проблеми. Вашата задача на припадниците на армијата е служба. Служба во армијата. Служба на татковината. И служите со знаење, сила, борбеност, искуство и храброст. И служите со оружје и во униформа. На татковината и треба таква служба. Живее со неа и од неа. Но не само од вашата служба. Не само од службата на оние кои имаат оружје и униформа. Мора да го вратиме или создадеме тоа чувство дека службата е наша должност. На армијата која не чува, на докторите кои не лечат, на наставниците кои не учат, на пратениците кои не представуваат и на нас кои носиме одлуки за тоа што го правиме. Мојата задача овие 3 години така ја гледав. Не беше тоа сума на одредени цели, да покачиме плати, да обезбедиме униформа и чизми, да зголемиме транспарентност. Тоа беа се чекори кон истата цел, да покажеме дека нашата татковина, Република Северна Македонија, има капацитет за да биде подобра, а дека сме ние тука за да служиме. И поради тие чекори и таа сума и таа служба да станеме членка на НАТО. Некои рекоа дека сме го направиле невозможното. Јас мислам дека го сработивме тоа што одамна требаше да се сработи. Ова се оние ретки моменти кога да се биде на ова место и со оваа одговорност навистина е привилегија. Сакам да се заблагодарам на сите вас за поддршката, сакам да се заблагодарам на сите граѓани кои мене ми ја дадоа шансата да учествувам
и докрај да истерам два клучни процеси за нашата татковина. Европскиот кандидатски статус, но сега пред се членството во НАТО. Резимето на досегашните наши залагања ќе го најдеме понекогаш на најнеочекуваните места. Јас не го најдов во зборовите на големи политичари, го најдов во зборовите на еден многу познат спортист, кој кажа вака: победите доаѓаат со одредена цена, лидерството доаѓа со одредена цена. Притискав кога многу луѓе не сакаа да бидат под притисок. Ги предизвикував да бидат подобри кога не сакаа да бидат подобри. Но сите признаваа, јас никогаш не го барав тоа што самиот не бев подготвен да го направам. 100% посветеност, 100% напор и затоа добивме 100% резултат. Сакам на сите вас овде присутни, но и оние кои заради ковид не можеа да бидат со нас, да ви се заблагодарам за досегашната работа и да кажам дека нашите амбиции, нашата работа, нашите цели да бидеме подобри и да служиме на татковината не запираат денес. Да ни е честит денот на армијата и да покажеме дека нашето членство во НАТО го заработивме тешко и ќе го сработуваме секој нареден ден. Ви благодарам. Дами и господа, почитувани гости, следува чинот на доделување на одликувања од страна на председателот на Република Северна Македонија. Ве молам да станете. Указ број 4 од 13 август 2020 година. Врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18, став 1 од Законот за одликувања и признанија на Република Македонија, службен весник на Република Македонија, број 4802, 2412 и 19016, се одликува Канцеларијата за соработка во одбраната на Соединетите Американски држави со орден за воени заслуги, за континуирана поддршка и помош во процесот на јакнење на капацитетите и на стандардите на армијата на Република Северна Македонија, како и за зајакнување на соработката и на партнерството помеѓу Соединетите Американски држави и Република Северна Македонија. Указ број 6 од 13 август 2020 година, врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18, став 1 од Законот за одликување и признание на Република Македонија, службен весник на Република Македонија, број 4802, 2412 и 19016, се одликува Баталјонот за воена медицинска поддршка од логистичката база при армијата на Република Северна Македонија со орден за воени заслуги, за високата професионалност, пожртвуваност и за исклучителниот придонес за извршувањето на мисијата на единицата преку зачувување и унапредување на здравјето на припадниците на армијата и на Министерството за одбрана, и со тоа одржување на потребното ниво на борбена готовност, медицинска поддршка при справување и санација на елементарни непогоди и кризни состојби, учество во мировни операции и несебична професионална поддршка на Министерството за здравство при справување со пандемијата со COVID-19.
Указ број 5 од 13 август 2020 година, врз основа на член 84, алинеја 8 од Уставот на Република Северна Македонија и член 18 став 1 од Законот за одликување и признанија на Република Македонија, Службен весник на Република Македонија, број 4802, 2412 и 190-16, се одликува третиот пешадиски батальон од првата пешадиска бригада од командата за операции при Армијата на Република Северна Македонија со орден за воени заслуги, за високата професионалност, пожртвуваност и за исклучителниот придонес за извршувањето на задачи при справување и санација на елементарни непогоди, обезбедување на јужната граница за време на мигрантската криза и поддршка во активностите за справување со пандемијата со COVID-19 во прогласените кризни региони во општините Дебар и Центар Жупа. Председател на Република Северна Македонија Стево Пендаровски. Повелете седнете. Ги повикувам одбранбеното аташе на Соединетите Американски држави и командантите на одликуваните единици да пристапат пред говорницата. Го поканувам председателот на Република Северна Македонија, господин Стево Пендаровски, да ги додели одликувањата. Орденот за воени заслуги за Канцеларијата за соработка во одбраната на Соединетите Американски држави ке го прими одбранбеното аташе полковник Питер Ровел. Орденот за воени заслуги за баталјонот за воена медицинска поддршка ке го прими командантот полковник Ирена Минева. Орденот за воени заслуги за третиот пешајевски батальон ке го прими командантот подполковник Изеир Ејупи. Им честитаме на одликуваните. Почитувани гости, следува обраќањето на председателот на Република Северна Македонија, господин Стево Пендаровски. Почитувани припадници на армијата на Република Северна Македонија, ценети екселенции, драги сограѓани, денешниот наш празник е повод да се навратиме на 1943 година, кога на Славе планина е формиран првиот батальон во народно-ослободителната борба. Континуитетот меѓу батальонот Мирче Ацев и нашата современа армија не е само историски, туку е и вредносен. За време на Втората светска војна, македонските партизански единици беа дел од глобалната коалиција, која се спротивстави на фашистичкото и нацистичкото зло. Освен што беше реализирана најважната цел –
слободата, партизанската војска беше на вистинската страна на историјата, со што на нашиот народ му обезбеди достојно место меѓу победниците на војната кои го создаваа новиот светски поредок. Ова година станавме 30-та членка на НАТО, Организација на демократски и просперитетни држави. Членството е резултат на големото мнозинство наши граѓани, како и на залагањата на повеќе парламентарни состави и влади во изминативе 3 децении. Неспорно е дека станува збор за исклучително историско постигнување, која ја гарантира нашата безбедност и ја јакне внатрешната кохезија на нашето мултиетничко општество. Полноправното членство во НАТО немаше да биде возможно без напорите во континуитет и професионалниот однос на сите припадници на армијата, без луѓето кои секогаш се движечката, главната динамична сила на интегративниот процес. Нашето членство е резултат на темелните одбранбени реформи, личната посветеност на храбрите жени и мажи во нашите вооружени сили и нивното учество во ризичните мировни мисии во светот. Во остварувањето на нашата стратешка цел, секогаш ја имавме и конзистентната поддршка од државите членки. Меѓу нив, посебно место има поддршката од Соединетите Американски држави. Од нашата независност до денес, САД континуирано ни помагаат да изградиме стабилна, сигурна и просперитетна армија и држава. Токму затоа денес ја одликував со орден за војни заслуги Канцеларијата за соработка во одбраната на Соединетите Американски држави. Орденот е символичен израз на благодарноста на македонските граѓани кон Соединетите Американски држави и пријателскиот американски народ за сета поддршка во сите изминати децении. Почитувани присутни, не е фраза ако се каже дека да се биде дел од најмоќниот воено-политички сојуз во светот е голема привилегија, но и уште поголема обврска и кон нашите граѓани и кон нашите сојузници. Основната причина зошто сакаме да бидеме дел од Европската Унија и НАТО е поради темелните вредности на овие две заедници. Таму клучната вредност е владењето на правото и функционалната правна држава како основен услов за економски и социјален развој. Организираниот криминал и високата корупција кои за жал се дел од нашето секојдневие ја нарушуваат довербата на граѓаните во институциите и надежта за пристоен живот. Најважната обврска на нашата политичка генерација е воспоставување систем за ефикасно справување со криминалот и корупцијата. Длабоко сум убеден дека нашето политичко наследство ќе зависи најмногу од успехот во остварувањето на оваа задача. Историјата нема да ни прости ако и овој пат не бидеме на вистинската страна како што бевме и за време на Втората светска војна. Без доверба во институциите ја ризикуваме и нашата национална безбедност. Ниската репутација и разочараноста на граѓаните од политиката и од нас, политичарите, креираат идеален амбиент за новите начини на подкопување на стабилноста и безбедноста, како што се хибридните закани. Најдобриот начин за борба против дезинформациите, лажните вести и останатите хибридни закани е токму високата доверба на граѓаните во демократските институции. А таа доверба се заслужува само преку одговорна политика и безкомпромисна борба со оние кои ги кршат законите, независно од нивната функција и моќ. Ако не сме еднакви сите пред законот и ако политичката власт се користи за личното, а не за јавното добро, таквата држава нема перспектива. Членството во НАТО ја крева на многу повисок степен и одговорноста на армијата. Од март оваа година, нашата униформа и име се нераскинлив дел од оваа глобална алијанса. Затоа мораме да продолжиме да инвестираме во одбраната, да ја модернизираме и опремуваме армијата и за тоа секогаш ќе имате мојата лична поддршка. Мојата врвна политичка заложба како врховен командант, а тоа го очекувам и од новата влада, е во следните години да ја оствариме зацртаната цел за вложување на најмалку 2% од БНП во модернизација и развој на армијата. Оваа заложба, заедно со новата влада и новиот парламент, ќе ја актуализираме особено во пресред на подготовките за буџетот за следната година. Во овој контекст сакам да подвлечам дека е неспорен и континуитетот на наше активно учество во мировните мисии предводени од НАТО, Европската Унија и Обединетите нации, со што придонесуваме за глобалниот мир и безбедност.
Почитувани новите безбедносни предизвици за нашата држава и за НАТО алијансата треба да ги согледаме и во услови на пандемија предизвикана од коронавирусот. Очигледно е дека пандемијата не предизвика само здравствена криза, туку и политичка, економска и безбедносна. Хибридните закани кои ги споменав се само дел од заканите кои имаат за цел да ја нарушат стабилноста на државата, да ја разнишаат довербата меѓу сојузниците и да ги ослабат националните и заедничките напори за борба и победа над вирусот. Од почетокот на кризата, една од главните цели на сојузниците, а тоа и наша цел, беше и останува да биде здравствената, економската и социјалната криза да не прерасне во безбедносна закана. Изминативе месеци имавме прилика и во вакви услови на длабока глобална криза да ја видиме отпорноста и адаптибилноста на алијансата. НАТО тоа го направи успешно на повеќе нивоа. Ги гради ресурсите на државите членки за справување со ризици, вклучително и со епидемии, како и капацитетите за борба против кампањите за дезинформирање на јавноста кои се рапидно зголемени. НАТО дава целосна логистичка поддршка и за транспортот на неопходната медицинска опрема за земјите членки и овозможува солидарна размена на медицински материјали и персонал. Како полноправна членка, ние сме веќе дел од координативните механизми на НАТО за справување со пандемијата и со хибридните закани. Почитувани на национално ниво, во битката против вирусот важно учество има и армијата. Затоа денес со орден за воени заслуги одликував и 2 единици на армијата кои зад себе имаат забележителни резултати. Покрај нивниот ангажман во мирнодопски услови во земјата и во меѓународни мисии, овие 2 единици и во услови на прогласена вонредна состојба дава голема поддршка на другите институции, особено на Министерствата за здравство и за внатрешни работи и на единиците на локална самоуправа. Третиот пешадиски батальон од првата пешадиска бригада, од командата за операција од Тетово, имаше успешна мисија во прогласените кризни региони во општините Дебар и центар Жупа. Батальонот за воена медицинска поддршка од логистичката база, освен што секојдневно се грижи за здравјето на припадниците на армијата, ја стави својата болница на располагање на клиниката за инфективни болести и ангажираше медицински персонал за поддршка на ковид центарот во градската општа болница 8 септември. Преку одликувањето на овие 2 единици, символично им оддаваме признание и на сите припадници на армијата кои изминативе месеци беа ангажирани во справување со последиците од пандемијата. Како ваш врховен командант, особено сум горд на покажаниот висок професионализам, дисциплина и посветеност во овие тешки времиња. Вашата подготвеност да помогнете таму каде што е најмногу потребно е пример за целата наша заедница. Тоа не обврзува да продолжиме со вложувањето во армијата, во незината опрема и вооружување, но пред се и над се во вас, во човечкиот потенцијал. Затоа што армијата не ја чинат објектите, туку луѓето од кои зависи нашата безбедност и стабилност. Почитувани припадници на армијата, почитувани сограѓани, ова е голем ден за нашата армија и за сите нас. За прв пат како држава членка на НАТО го празнуваме 18 август, денот на армијата. За прв пат, заедно со нашата армија, символично празнуваат и нашите сојузници во НАТО. Нека ни е честит денот на армијата, нека ни е вечна државата. Почитувани присутни, дами и господа, ви благодариме што присуствувавте на централната свеченост по повод Денот на армијата. Еве, почитувани, полека го привршуваме директниот пренос од свеченоста по повод Денот на армијата 18 август. Прв пат оваа година македонската армија го слави 28-миот роден ден и како вооружена сила на земја членка на Северноатлантската алијанса.
Во своите обраќања, председателот и врховен командант Пендаровски, министерката за одбрана Шекеринска и началникот на генералштабот генерал Ѓурчиновски потенцираа дека остануваат определбите за вложување и модернизација на армијата, но секако и во човечкиот персонал. Потенцирано улогата и значењето за нашето членство во НАТО алијансата, бидејќи како што беше речено, ние избравме да чекориме заедно, а не да чекориме сами, и затоа стигнавме до целта. Председателот и врховен командант уште еднаш потенцира дека припадниците на армијата ја имаат неговата целосна поддршка во однос на подобрување на нивниот животен стандард, но и опремувањето и модернизацијата и заложбите во наредните години да се достигне она што е планирано според НАТО 2% од бруто домашниот производ. Ви посакувам секое добро, останете со програмите на македонската телевизија и нека е честит денот на армијата 18 август.